Valladolid, Ademar Leon, Ciudad Real, Атлетико Мадрид и ПЕК Сегет. Зошто се одлучивте последната година од кариерата да ја минете во екипата на Буја Калаш? Јас играв во ПЕК Сегет, во Унгарија и многу ми се допаѓа Унгарија. Мојата жена може да зборува унгарски, моите керки зборуваат унгарски. Тогаш ние миславме дека да остани во Унгарија е многу добра опција за нас. Будапешт е многу добра град и ние сакавме да бидеме таму. На што најрадо се сеќавате од вашата играчка кариера? Не знам, има многу добри моменти. Може би прв пат кога јас бев шампион на Лига на шампиони со Ciudad Real, беше многу добро, ама има многу добри спомени во сите екипи каде јас играв. Доколку не ве донесеше патот во Скопје, после играчката кариера, имавте ли некаков план за тоа што ќе работите како ќе ја завршите играчката кариера? Јас сум инженер на телекомуникација. Ако секогаш кога јас бев ракометар, јас мислав дека кога јас не можам да играм или ако јас не можам да бидам тренер, мислам дека ќе бидам дека работам како инженер. Кој ве повика да бидете асистент во репрезентацијата на Македонија и каква беше вашата прва реакција? Јас се зборував со Раул ми кажа, кога Раул беше селектор на Македонија репрезентација, тој ми кажа, Роберто, сакаш да бидеш асистентот? Јас кажав, сигурно, како не, јас бев ракометар, јас можав да играв и можав да бидам асистентот, можам да бидам тренер, ако за мене беше одлично. Бевте дел и од стручниот штаб на младинската репрезентација на Македонија и веќе имате доволно искуство со работа во нашата земја. Секако со тоа можете да дадете и ваше гледиште за квалитетот кој што го поседуваат младите ракометари и да одговорите на прашањето каква иднина има ракомет на Македонија и гледате ли врвни ракометари меѓу младите таленти кои што ги има во Македонија? Е тешко да кажам нешто. Најважното е дека во Македонија има многу дечки кои сака да играат ракомет, кои сака да бидат ракометари. И ова за мене е многу важно. Кога има играчи, кога има некој кој сака да играат, после можеш да работаш и може да биде добри играчи. Имавте успешна кариера како играч и освоивте многу трофеи. Кога се појави желбата и се одлучивте да работите како тренер? Јас секогаш кога бев ракометар, кога си играв, јас сакав да знам састо играме една акција или друга, како се игра во одбрана, како се игра во напад. Јас бев десен бек, после играв како среден бек, после како десно крило. Во одбрана исто играв како крило, како бек, како преден. Ако секогаш сакав да учав и да знам састо се игра нешто или друго. После, не знам, кога јас бев 24, 25, мислав, може би, ако можам, сакам да бидам тренер. Ама никога се знае, јас од сега не беше сигурно ако можам да бидам тренер. Од кој тренер имате најмногу научено во вашата кариера? Дали ги применувате нивните методи сега откако работите како тренер или пак веќе имате создадено свој? Јас бев многу среќен. Јас работам со многу добри тренери. Јас работам на почеток со J. González, со Пастор, со Manolo Cadenas, Raúl González и Талан Душевали во Ciudad Real, после со Македонија устедна со Раул. Јас бев многу среќен и сите тренери беше многу важни за мене. Можам да учам од сите. Не само од тренери исто. Е многу добро, јас можам да играв со многу добри играчи и многу учам. Јас имам мојата идеја од како сакам да играм или како сакам дека играме ракомет. Ма после секој ден кога јас сум во дома, секој ден јас мислам како можеме да играме подобро, што можеме да проминаме.
Ако ракомет секој ден промина. Не се игра исто денес од пред 5 години и сигурно дека не се игра исто денес како се игра после 5-10 години. Шпанската ракометна филозофија и шпанскиот систем доминираат во европскиот ракомет. Зошто е тоа така? Јас не знам. Не знам. Јас само можам да кажам како јас работам и што јас играм. Јас немам проблем ако треба да бидам 8-9 часи во дома, ако треба да правам видео. Јас само сакам да кажам најдоброто како можам и ова јас мислам дека е како треба да биде. Што е потешко, да се биде на терен како ракометар или пак да се биде на клупа како тренер? Е различно, не исто, е различно. Како играчи, ти одиш на тренинг, тренираш и после кога тренинг е готово, ти имаш слободно време. Така е, како тренер ти треба да мислиш што сакаш да правиш во тренинг, треба да правиш видео, треба да тренираш и после кога се готово ти одиш во дома и треба уште еднаш да мислиш што сакаш да правиш утре или за утре, ако немаш слободно време. Ама јас сум тренер, зашто не можам да играм. И ова е важно. Јас мислам дека сите тренери треба да знаат. Е многу тешко да игра ракомет и играчи се кои е во терен, кои играат и кои прави што ние сакаме. Јас секогаш кажам дека кога јас бев ракометар, јас имав болка во тело, ама сега кога јас сум тренер имам главоболка. Е различно. Ама е многу тешко да биде тренер и да биде играч. Со Раул се познавате уште од времето кога игравте за екипата на Ciudad Real. Колку тоа ви помогна за побрзо да се вклопите во системот кој што го негуваше и репрезентацијата на Македонија и сега во прво време и како тренер во женската екипа на Вардар? Така, јас се сретнав со Раул кога јас бев 17 години во Ваљадолид. Јас отидов на Ваљадолид за игра во Прва лига и Раул беше капитанот. Играв со Раул 6 години и после јас бев со друга екипа, Раул беше после асистентот во Ciudad Real и уште еднаш ја бев со него, ама бев со Раул од кога јас бев 17 години од сега. Многу зборувам со него, можам да кажам што јас мислам, тој кажа за мене како мисла и немаме нисто проблем, многу сакаме да зборуваме и со него за мене се многу лесно. Повеќе се пронаѓате во женскиот или пак во машкиот ракомет? И која е разликата меѓу овие два вида на ракомет? Физички разликата, само има физички разликата меѓу женски и меѓу машки. Јас преферирам да работам со машки састав. Јас секогаш бев ракометар и јас секогаш бев со машки, како јас сум подобро, ама треба да кажам дека кога јас бев со женска, последната сезона беше многу добра, сите беше многу професионални и беше многу добра сезона. Ве изненади ли понудата да бидете наследникот на Раул во екипата на Вардар? Тоа е тимот со кој што Раул во 2017 година стигна до титулата во Лигата на шампионите. Јас не го чекав, јас ништо не знав и само еден ден беше застанок со Сергеј и Сергеј ми кажа: Роберто, ти сакаш, можеш да работиш со маски? Јас кажав, јас ке работам со маски, со женски, јас сакам да бидам тренер и ке биде со една екипа или се два. Тој ми кажа, окей, јас треба да мислам, ке мислам и така е. После зборувавме и тој ми кажа дека тој сакаше дека јас сум тренер. На почетокот на сезоната ретко кој го сметаше Вардар како фаворит за пласман на Final Four турнирот во Келн. Сите го гледа некако со потценување, вклучувајќи го тука и ЕХФ, со оглед на тоа што имавте изменет тим во кој што имаше многу дебитанти. Верувавте ли вие дека имате шанси за да се пласирате на завршниот турнир? Никој не ми излесе.
специјалисти, номинари, сите кажат дека ова сезона Вардар е слаба екипа. Ние не бевме во топ 10 на ЕХФ. Тогаш ние само сакавме да тренираме и да работивме секој ден и јас само мислав во еден надпревар. Една недела треба да играме еден надпревар и со така. И ако играме добро и има резултатот, ќе имаме шанса. Никој не мислеше дека ние можеме да играме 8 финале, зашто сите кажа дека ќе видиме шесто место, така. Ова само сакам да кажам ова, зашто е многу важно дека ние играме Final Four, зашто е многу тешко. Има многу добри екипи, никој не мислеше пред сезона дека ние можеме да играме, ама кога се игра добро, кога се тренира и со играчи како има тука во Вардар, секогаш има шанса. Веќе неколку години сте во Скопје. Се навикнавте ли на ова скопско темпо? Имате ли секојдневни навики кои што би ги издвоиле? Како ќе го опишете Скопје и имате ли омилени места и активности тука? Мојата фамилија и мене ние сме многу добри тука во Скопје. Многу ми се допаѓа Скопје. Ние одиме во Водно, одиме на центарот, моите керки играат ракомет, Лејде игра гитар, Ајноа игра виолината. Ако Скопје за нас е многу добра град и ние сме многу среќни да видиме тука. Публиката во Скопје е нешто посебно. Полкова заслуга може да преземе атмосферата во текот на еден надпревар. Атмосферата во Јанис Сандовски е неверојатна е кога публика е со екипа, секогаш е полесно да игра и секогаш има повеќе шанса за победа. Кој беше најдобриот надпревар сезонава на Вардар во Лигата на шампионите? За мене беше многу посебно надпревар против Сегед тука во Скопје, зашто салата беше одлична. Беше последниот надпревар во Јанис Сандовски за ова екипа како е, со овие играчи и за мене беше многу посебно. Игравме многу добро, беше 8 разлика за нас и за мене е многу добро спомен. На која средба сезонава ви беше најтешко? Тешко да кажам само еден. Игравме многу тешки надпревари, игравме против Монпелие во Монпелие, против Веспен тука, таму против Барселона, ама сега јас треба да кажам дека последниот надпревар против Сегед беше најтешко, зашто ние бевме таму и ние знаеме дека само беше две опции. Или ќе играме Final Four или не. Цела сезона секогаш треба да играш и после има уште еден надпревар, има уште една шанса и требаш да тренираш и има шанса, треба победа. Со така една недела, друга недела, ама кога ние бевме таму во недела знаевме. Сега е последниот надпревар. Или одиме или не. Зашто поради за мене најтешко надпревар. Со женската екипа на Вардар минатата година игравте во финалето од Лигата на шампионите во Будимпешта. Можете ли и годинава со машкиот тим да се најдете во дуелот за трофејот во Лигата на шампионите? Ние ќе се обидеме, ова е сигурно. Ќе играме 100%, најдоброто како можеме и сега тренираме и сакаме да бидеме спремни за игра против Барселона. Неодамна станавте селектор на Египет. Зошто се одлучивте да ја прифатите таа понуда? Јас имав други опции, има друга шанса, ама во Египет ќе биде светско првенство и ова е зашто за мене една нов предизвик. Што значи работата како селектор? Дали останувате тренер и на Вардар и паралелно ќе ги извршувате и тренерската и селекторската функција или можеби заминувате од Македонија? И ќе видиме после Final Four и сега јас не сакам да зборувам од мене, сакам да фокусирам во Final Four, ова е најважното. Ситуацијата во Вардар не е лесна, е малце тешка, ама сега треба да само мисламе во Final Four и после надпревари ќе зборуваме во клуб, играчи, јас и ќе видиме како е. Неодамна председателот на клубот излезе со соопштение и најава за крајот
но работите од тогаш се променија. Кое е вашето мислење за состојбите и еднината на Вардар? Така е, пред надпревари против Сегет, клуб кажа за играчи, за мене, за сите, дека не ќе биде Вардар следната сезона и дека треба да бараме друга екипа. Ситуацијата беше катастрофа и ние сите ќе бараат друга екипа. Сега се слуша дека можеби Вардар ќе биде добра екипа и за мене ова е најважното. Не е важно кој е стани, кои се играчи, кој е тренер, најважното е дека треба да биде Вардар следната сезона. Вардар е најдобрата екипа во Македонија, најдобрата екипа во Скопје и јас мислам дека е многу важно дека има Вардар со сите македонеци. Вардар е веќе трета година поред на Final Four турнирот во Келн, исто како и во 2017 година ја доби Барселона за противник во полуфиналето. Што е потребно за да се повтори истиот успех од пред 2 години? Ова прашање е лесна. Ако имаме 2 победи, ќе бидеме шампиони. И така е. Играме против Барселона. Барселона е фаворити. Е многу добра екипа. И само ние треба да играме без притисок. Сега тренираме, сакаме да бидеме спремни за ова надпревари. Треба да знаеме дека две надпревари во сабота и во недела. Треба да играме најдоброто како можеме и е сигурно дека сакаме да играме финале, ама најдоброто е да играш 100% како можеме, на почеток до крај.